Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани ќе ги менува актуелниот грб и знаме, но и маршалот Тито повторно ќе добие своја улица. Постапката е веќе започната, а согласност за иницијативата даде и Комисијата за култура, образование и спорт. Измена во изгледот им предстои на актуелниот грб и знаме на општина Кочани. Постапката е започната со тоа што иницијативата ќе ја разгледува општинскиот совет, кој треба да даде и согласност, пошто според најавите ќе се објави јавен конкурс за идено решение. Првиот филтер е веќе поминат, откако Комисијата за култура, образование и спорт даде зелено светло ова прашање да биде дел од дневниот ред на редовната седница на Советот закажана за среда. Образложение за постапката дојде од општинската администрација, при што беше нагласено дека ќе биде неопходно именување на статутот на општината. Во статутот се дадени елементите и на грбот и на знамето, меѓутоа доколку се усвои оваа одлука, ќе уследе потоа согласно статутот на општината треба да се распише конкурс, Советот го распишува конкурс и во исто време формира посебна комисија која ќе го спроведе постапката, односно на конкурсот, ќе се побара ликовно, односно графичко решение и на грбот и на знамето, од истите комисијата ќе предложи, а Советот со посебна одлука ќе го избере, значи, решението што кое ќе биде избрано на конкурсот, а дури потоа ќе се пристапи кон изменување на статутот. Актуелниот грб и знамето на општина Кочани беа усвоени на седницата на Советот што се одржа на 29 јануари 2010 година. Нивен автор е Стојанче Величковски од Крива Паланка, откако неговите предлози беа избрани на конкурсот што тогаш беше објавен. Освен за промената на символите на општината, Комисијата за култура, образование и спорт ја разгледуваше и предлог листата за именување улици, на која покрај другите стојат и имињата на некогашните председатели на Македонија, Киро Глигоров, и на Југославија, Јосип Броз Тито. Сепак, предложено беше наместо целиот да се стави поранешниот назив Маршал Тито, за што со 3 гласа за и 1 воздржан, исто така беше дадена согласност. Освен овие, на листата за која ќе се бара одобрение од владата на Република Македонија, има уште 10 имиња на личности кои дале свој придонес за развој на општината. Исто така предложени се и називи со датуми што се значајни за македонската и светската култура и историја, како и имиња на градовите со кои општина Кочани е збратимена и имиња на географските обележја Пониква и Султан Тепе, односно Царев врв. Пред почетокот на второто полугодие во основното училиште Климент Охридски во Облешево беше направена реконструкција на училниците. Со средства од општинскиот буџет обезбедени се подобри услови за настава за околу 200 ученици. Реконструкцијата на училниците во основното училиште Климент Охридски во Облешево навреме е завршена токму пред почетокот на второто полугодие. Градежните работи што се планираа уште на почетокот на оваа учебна година успешно се реализирани токму во периодот на зимскиот распуст, пошто учениците добија сосема поинаков амбиент за настава. Со реконструкција опфатени беа сите простории од вториот кат на училишната зграда, односно беше извршено бојадисување на ѕидовите, санирана е влагата што се имаше појавено на повеќе места, а на местото на стариот дотраен под поставен е ламинат во вкупно 6 училници. Според градоначалникот Горанчо Крстев, реконструкцијата на училишната зграда е согласно програмата за работа на општина Чешино во Облешево, со цел околу 200 ученици кои учат во оваа деветолетка да имаат солидни услови за едукација и за реализација на наставата. Директорката на училиштето, Силвана Мишкова, најави дека во наредниот период ќе се работи на подобрување на условите и во подрачните училишта. При тоа реконструкција на подот ќе биде направена и во училишната зграда во Кучичино, зашто набавен е ламинат кој се планира да се вгради во најкраток период. Освен реконструкцијата на училиштето во Облешево, пред почетокот на второто полугодие беа преземени и превентивни мерки за заштита од сезонски грип, при што е извршена дезинфекција на училишните простории. Прво место за учениците од Кочанските основни и средни училишта што го сочинуваат првиот тим од Македонија, кој што викендов зеде учество на меѓународниот надпревар по предметот роботика на Фрст Лего лигата што се одржа во Белград, Република Србија.
Учениците од Кочани беа единствени учесници од Македонија и во конкуренција од 19 тимови од Србија го зедоа првото место. Со тоа обезбедија директен пласман за учество на надпреварот во Словенија во Адрија лигата. Проектот и патувањето финансиски се поддржани од Ротари клубот Кочани Виница. По повеќе месечна работа и вложен труд по предметот роботика, учениците од основните и средните училишта од Кочани, кои што го сочинуваат тимот што учествуваше на меѓународниот надпревар на Фрст Лего лигата во Белград, се вратија воодушевени и пресреќни, бидејќи го освоија првото место. Тие беа единствени и први учесници од Македонија на надпреварот и во конкуренција од 19 тима од Србија, токму нашите ученици беа најдобри. Менторите Гордан Анастасов и Роза Војновска цело време упорно работеа со учениците за изработка на проектот. Значи, презадоволни се враќаме од меѓународниот надпревар во Србија, на кој што најавивме пред да отидеме, учествувавме прв пат тим од Македонија и се случи она што се случи и го освоивме првото место и директно пласирање на Адрија лигата. Позивница, таму импресиите беа чудесни, право да кажам дека надпреварувањето беше на многу високо ниво. Комисии кои што беа во оценувачи или судии беа реномирани професори од сите факултети од бившите простори, значи од Словенија, Хрватска, со еден збор како и они таму што кажа, на републичкото првенство во Србија победи тимот од Македонија. За нас е самото учество беше една незамислива мисија, а ние успеавме и јас најмногу се гордеам што успеав да и докажам на учениците дека вредат, дека не е само да учествуваме и да ја добија таа голема самодоверба која што и фалеше. Воедно сакам уште еднаш голема благодарност до Ротари клубот Кочани Виница, бидејќи без нивна помош ние не можевме да стигнеме ни да учествуваме, а не пак да ги постигнеме овие резултати кои што ги постигнахме. Значи целата финансиска поддршка е нивна и само нивна. За жал, други никој не ни излегува во пресрет. Темата на проектот на кочанските ученици е искористеноста, односно неискористеноста на геотермалните води. Учениците, презадоволни од постигнатите резултати, не го криеја воодушевувањето на одговорните на надпреварот. Еден дел од надпреварот беше изработување на проект во врска со водата и ние за тема ја одбравме неискористеноста на повратните води во фабриката Геотерма. Нашиот проект всушност вклучува градење, изработување бајпас на цевката, која што ги носи водите од оранжериите назад во подземјата и со тој бајпас дел од таа вода ќе оди во фарма за садење или односно тоа се базени за производство на алгата спирулина. Ние учествувавме во овој надпревар FLL Hydrodynamics и еден дел од овој надпревар беше Robot Game. Значи, Robot Game всушност се состоеше од една маса на која што имаше вкупно 19 мисии и која секоја мисија носи онолку поени колку што е тешка мисијата. И ние интересно беше тоа што од првинта имавме освоено малку поени на робот гейму, но после дури од 15-то место прелипнавме на второ место во робот гейму и тоа многу не усреќи и ни го подигна моралот. Проектот и патувањето финансиски целосно е поддржано од Ротари клубот Кочани Виница. Пред се сакам да упатам голема честитка за постигнатиот успех до Макбот Pioneers, тимот на Макбот Pioneers. Ова представува значи едно навистина големо достигнување во рамки на таква конкуренција и представува навистина еден голем подвиг за и подлога за понатамошни успеси кои што навистина целиот тим оправдано ги докаже.
Како Ротари клуб, една од целите на Ротари клуб е баш делување во насока на подобрување на условите на образовните услови на локално ниво и сакам со гордост да кажам дека постигнатиот резултат представува навистина еден голем подем и подлога за поддршка на вакви проекти во иднина. Сакам да напомнам дека целиот проект е целосно финансиран од страна на Ротари клуб Кочани Виница и ова е едноставно подлога и мотив да понатаму се поддржат вакви активности во иднина. Инаку, со освоеното прво место, учениците обезбедија директен пласман за учество на следниот чекор на преварот, а тоа е Адрија Лигата на преварувањето, што ќе се одржи на 10 март во Република Словенија, каде што ќе учествуваат 9 најдобри клубови, од каде што првите 3 продолжуваат на Европско првенство. Фрст Лего Лигата е меѓународен напревар од светски рамки, лига која што на светско ниво има повеќе од 300.000 клуба и во која за сите ученици во светот правилата се исти, изработуваат исти мисии, сами се ги конструираат роботите, сами ги програмираат. Оваа година темата е хидродинамика. Неквалитетна бела техника, неисправни телевизори и мобилни телефони што брзо се расипуваат и повисоки сметки за телефон од потрошеното се најчестите поплаки на граѓаните на Кочани во 2017 година. Околу 170 поплаки пристигнале до Организацијата на потрошувачи за минатата година, што се однесуваат на општоправни и специјалистички советувања. Околу 170 поплаки пристигнале до Организацијата на потрошувачи Кочани во 2017 година. Од нив најголем дел се однесуваат на неквалитетни производи, особено мобилни телефони кои што брзо се расипуваат и високи сметки за телефон, неисправна бела техника, како и неисправни нови телевизори со акцент на оние кои се продаваат во акција, како и храна со изминат рок во маркетите. Се најчестите поплаки од граѓаните во 2017 година, што пристигнале до Организацијата на потрошувачи Кочани. Освен на бела техника, од операторите има многу поплаки, на телефоните, мобилните, интерпровайдерите има поплака многу и така постепено се решаваат. Мислам, во текот на 2017 година се решени прилично број на предмети и што се благодарни од Организација на потрошувачите за решените поплаки. Исто така има голем број на поплаки од исхраната и тоа од маркетите за производите со поминат рок и за неквалитетни производи. Поплаки има и од лековите, затоа што повеќе се лекови на позитивната листа, дека не им се дават лекови со оние што им се препишани лекови на рецептите, него се дават лекови оние што се плаќат. Граѓаните се стварно жалат кај нас почесто и знаат, ја познаваат Организација на потрошувачи Кочани оваа година. Доколку ние не можеме да ги решиме сите овие проблеми, им кажеме да се пријават во инспекцијските служби. Секова додаде дека во 2017 незначително е намален и бројот на поплаки од ЕВН и КЈП Водовод во споредба со 2016 институции од кои што досега имаше најмногу поплаки во делот на фактурирана вода повеќе од потрошеното и да се плати долг кој што не постои. Останатите жалби и поплаки од граѓаните се однесуваат на оштетени нови производи, производи со недостаток, во однос на исхраната, производи со изминат рок на траење во продавниците и маркетите, непочитување на гаранциите на производите, како и неквалитетен мебел. Инаку, Организацијата на потрошувачи Кочани во текот на изминатата година остварила повеќе општо правни советувања, лични, телефонски и писмени, а одржани се и повеќе советувања за здравјето и за значително означување на храната на секој артикал за потеклото, состојките и адитивите во него. Здруженијето Златно доба од Виница 15 годишнината од своето постоење ја одбележа со богат Василичарски карневал. За присутните, забавата беше надополнета со богата лотарија. 15 години постоење, 15 василичарки продефилираа за време на викендов во Виница во рамките на традиционалниот Василичарски карневал во организација на Здруженијето Златно доба. Учесници имаме сигурно 30 што учествуваат во карневалот, а гости имаме околу 400. И тоа имаме покането гости, а и присутни се веќе од Штип,
Кочани, Зрновци, Грдовци, Лески, Градец, Виница, Блатец, Јакимово, Истибањи. Од соседните општини имаме еве Штип и Кочани. Првата порака ќе им порачаме да бидат здрави, да бидат среќни, да бидат весели, да бидат дружелюбиви, да заборават на сите проблеми, да мислат само на добро. Во наши години да мислат само на здравието, мирот, со животот, со луѓето и сите желби што ги пожелуват да им се остварат. Годинава на карневалот, Сдруженијето врати и еден стар обичај, Бабин ден. Обичај кој се практикувал многу одамна, а што се одбележува токму на 21 јануари. Бабицата, акушерка, ќе биде подготвена да ги пречека сите родилки од оваа година. Од 2017 година што имат породено деца, ќе дојдат кај бабицата, ќе ги полијат на бабицата со вода, сапун да се измие од пораѓајот, носат бебињата, со нив денеска се крвите се малку непослушни и одат со снаите, порано не оделе, ама денеска одат со снаите. По измивањето бабицата ги почастува со благо традиционално. Од погледните, меѓу тие свекрви има една што направила грешка и е бремена. Бабицата после ќе има работа да пораѓа. За присутните забавата беше надополнета со богата лотарија, во која главната награда беше патување спонзорирано од агенцијата Медфил. Инаку Сдруженијето Златно доба во своето 15 годишно работење има реализирано голем број хуманитарни едукативни активности, а иницијатор е и учесник и во културно-забавни манифестации, како Сите на тркалца и Тодорови трки. Шести поред хуманитарен концерт насловен по патеките на Тоше ќе организира Тоши Илиев од Кочани. И годинава ќе се одржи на истото место во спортската сала кај гимназијата, а собраните средства ќе бидат наменети за помош на Андреј Стојанов од Кочани, на кој му се потребни пари за лекување во Русија. Граѓаните на Кочани уште еднаш да ја покажат хуманоста на дело, повикува Тоши Илиев од Кочани, кој што и годинава по 6 пат го организира хуманитарниот концерт со наслов по патеките на Тоше. Ке се одржи на 25 јануари во спортската сала во Кочани, со почеток во 20 часот, со една единствена цел – да му се помогне на Андреј Стојанов, на кој му се потребни финансиски средства да замине на лекување во Русија. Организаторот Тоши Илиев со концертот ја продолжува хуманата мисија на Тоше Проески, кој што пак, додека беше жив, му помогна на ист начин со хуманитарен концерт во Кочани за негова операција. Токму и затоа концертот се одржува секоја година на истиот датум, 25 јануари, на роденденот на Тоше Проески. На 25 јануари во четврток, како и секоја година, овој пат организирам шестиот хуманитарен концерт по патеките на Тоше. Ја користам приликата да го најавам концертот и да ги поканам сите граѓани на нашата општина да бидат присутни и да се забавуваат, а се разбира да помогнат. Оваа година средствата собрани од продажбата на влезниците на концертот ќе бидат наменети за нашиот сограѓанин Андреј Стојанов, кој треба да замине на лекување во Русија. На концертот ќе настапат локални кочански групи: Криптон, Шекспир Бенд, Драгана Јорданова, Виктор Постолов, Оливер Стаменков, Акустик Мендес со Јоле, Сања Златкова, Дејвид Стојков, Коко Бенд и Дарко Тоневски. Ова е 6-та година поред на одржување на концертот. Предходните 5 беа организирани исто така за наши сограѓани на кои им беше неопходна помош. Влезницата на концертот и годинава изнесува 100 денари. Следува информацијата од спортот. Викендов фудбалскиот клуб Осогово ги започна подготовките за пролетниот дел од правенството во втората лига Исток. На првата прозивка на фудбалерите се појавија 6 нови играчи.
а нема да настапуваат дури 9 мина, кои во есенскиот дел беа дел од екипата. 20 на фудбалери на фудбалскиот клуб Осогово се одзваа на првата прозивка што пред почетокот на подготовките за пролетната сезона ја закажа шефот на стручниот штаб Крсте Крстев. На краткиот состанок во клубската соблекувална веднаш можеше да се забележи отсуството на повеќе играчи кои досега го носеа жолто-синиот дрес, но имаше и нови лица кои за прв пат ќе настапуваат за кочанскиот второлигаш. Крстев накратко им го образложи планот за работа во наредните неколку недели до стартот на вториот дел од првенството. При тоа нагласи дека очекува максимално залагање и сериозна работа за да се исполни главната цел – опстанок во лигата. Исто така, рече дека покрај тројцата нови играчи за кои од клубот веќе ја информирале јавноста, во меѓувреме пристапиле уште толку. Договоривме 6 фудбалери и се надеваме до крајот на неделата да ни пристапат уште 3 до 4 фудбалери, каде што ќе го заокружиме ростерот на фудбалскиот клуб Осогово и со добри подготовки се надеваме да спремни го дочекаме првенството со тоа што би се надевале на успех е опстанок во втора лига Исток. Крстев додаде дека покрај подпишаните договори со Петар Јаневски од Штипска Брегалница и Владимир Жоглев и Христијан Митревски од Победа од Валандово, во Осогово дошле и Никола Стоиловски од Академија Пандев, Никола Костадинов од Победа Валандово и Слагјан Митевски од Кратовски Силекс. Покрај нив во клубот имало и фудбалери на проба, а во текот на оваа недела се очекува на тест период да се приклучат уште неколку мина. Покрај новодојдените играчи, новина има и во составот на фудбалерите што настапуваа во текот на есента. Во пролетната полусезона за клубот нема да настапува Игор Чоданев кој ја заврши кариерата. Освен него, поради досегашните лоши и катастрофални резултати, како и поради недисциплина, соработката им е откажана на голманот Петар Лазаров и на фудбалерите Пепи Данилов, Благој Чокоцев, Мирче Натков, Борче Максимов, Кире Стојков, Драгослав Здравков и Мартин Ѓоргиев. Крстев рече дека очекува подготовките да поминат според планираното, а ќе се тренира во Кочани. Целосно се планирани подготовките на градскиот стадион, каде што имам испланирано за периодот од 3 февруар до 11 февруар за 9 дена, каде што ќе имам и 2 пати тренинг. Инаку имаме испланирано и 7 пријателски надпревари, од кои што 2 се со 3 се со второлигашки екипи, 2 третолигашки, една прволигашка екипа, имаме една планирана со Дубочица од Србија, каде што во тие 7 пријателски надпревари се надевам дека ќе направиме добар филтер, ќе направиме добра подготовка и припрема и на едно високо ниво ќе го започнеме првенството. Контролните пријателски надпревари се закажани со Кожув, Победа Прилеп, Тиквеш, Китго Пехчево, Македонија Ѓорче Петров и Детонит. Од нив 4 ќе бидат на домашен терен, а 3 се гостувања, меѓу кои и она со Дубочица во Лесковац. Советот на општина Кочани ќе ги менува актуелниот грб и знаме, но и маршалот Тито повторно ќе добие своја улица. Со подршка на општина Чешиново Облешево реконструирани се 6 училници во основното училиште Климент Охридски во Облешево. Неквалитетна бела техника, неисправни нови телевизори и мобилни телефони се најчестите поплаки од граѓаните што пристигнале во 2017 година до Организацијата на потрошувачи Кочани. Прво место за тимот ученици од Кочани на меѓународниот надпревар на Фрст Лего лигата, што викендов се одржа во Белград, Република Србија. Спорт. Започнаа подготовките за пролетниот дел. Во екипата на фудбалскиот клуб Осогово има 6 нови имиња. На 9 им е откажана соработката. Вестите на Канал 8 се по рекламите. Гледајте не.
Почитувани, тоа беа содржините кои што ги подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.